Јазлеста кожа го запусти пазарот во Облешево, но и одгледувачите на добиток во регионот. Тие ниту може да ја чуваат стоката, ниту да ја продадат, зашто пазарот веќе 3 месеци е под клуч. Затворен е пазарот, тоа е најголем промашај. У Куманово слушнавме дека е отворен пазарот. Кочани источниот дел тука уопште не иде ништо. Губе и општината тука, губе и се. Прасињата ја го 1300 му го даваме, нема кој да го купе. Поради ова, наместо во, неколкумина сточари кои сакаат да продадат добиток, во никакви услови тоа го правеа пред пазарот. Не можеш ништо продадеш надвор. Дај го не ќе улезат, ќе продадеш и овца, и прасе, и било што, коза, било што, а овде на патот и не доаѓат народот. Проблем е, нема дека да се продава. Донесеме тука по патот да продаваме, по улицата. А таму не дават, не дозволуват да се продава. Кога ќе се отвори, никој не знае. Ова дека од 1 август, tego те мина 1 август, слушаме дека од 1 септември. Ама и баги стока се уништи, дали ќе има и пазар. Ова за сточарите е неразбирливо, зашто последиците од јазлеста кожа тие ги осетија на свој грб најнапред со уништувањето на говедата. А сега во прашање им е доведен и другиот добиток. Па јазлеста кожа како што треба да се рече, треба 3 години да мине. А 3 години ние ако чекаме, ќе напунеме пуни стали и стока и се. Влијае на уште затворен пазар. Стоката дома. Како не, сите сме без пари. Сите дома стока. Стока имаш, а не можеш пари да земеш. Не стока чуваме, не може да продадеме. Како, на кој ќе чуваме сега? Што стока има? Имаме крави, телци имаме. Чуваме си што ќе прави. Ќе чуваме, ќе стенкаме. Ја мислам дека треба да се отвори и да се снабдуваат луѓето. Освен за оние што продаваат, лошо е и за оние што сакаат да купат. Купуваме но 20-30 свиња, ама нема друга. Тешко пазарот што се затвори, криза имаме за тоа и не знам што ќе правиме. И магариња, ни коња, ни ништо. Сточните пазари во државата се затворија во април како една од превентивните мерки против ширење на болеста јазлеста кожа. Колку ова помогна е прашање, зашто болеста се рашири во голем број фарми, но пазарот остана затворен. Во меѓувреме сточарите од истокот дополнително губат илјадници евра, зашто немаат каде и на кого да го продадат добитокот.